Должност на државните институции е да ги чуваат од земените возила учесници во криминални дела, а кои стојат на нивните плацеви, како што се национални шуми, МВР и други установи. Ова го истакна директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Фато Насани, после вчерашната сторија на Инфокомпас за апсурдниот случај, во кој што Прилепчанец плаќа казна за сообраќајна несреќа, во која наводно учествувало неговото возило одземено од државата во 2015 година. Возилото се чува на плацот на национални шуми, од каде во 2017 некој ги кради таблиците или пак целото возило и прави несреќа која што има смртни последици. Асани вели дека национални шуми не можеле да се правдаат дека немаат законска обврска да ги чуваат возилата, од каде што секојдневно се краделе нивни делови како таблици, акумулатори, тркала, па и цели мотори. Национални шуми е државна институција која што има свој плацеви, свое обезбедување и во моментот кога истото возило е одземено од страна на дали на полиција, дали на шумска полиција, и истото возило се однело во плацевите на овие институции, тие истите институции имаат и свој обезбедување, така да лесно е да профрлеш топката на друг. Асани истакна дека низ цела Македонија има над 10.000 вакви возила поставени на разни плацеви. Тој бил директор на агенцијата од 2017, а таа постоела од 2009 година. За неговиот мандат за Старо железо биле продадени 2000 вакви возила, а претходно само 300. Асани рече дека од 2017 до денес агенцијата донирала над 700 возила на државни институции, со што на буџетот му заштедила 2,5 милиони евра. За да се решат проблемите со овие 10.000 возила, потребни биле законски измени и забрзување на судските постапки за истите. Судските процеси траат предолго и може да се каже дури дека траат од 4 до 5 години. А за решавање на еден ваков проблем потребна е брза реакција, брза пресуда за брзо решавање на истиот проблем. Во случајот треба да се случат и некои законски измени, каде што ние како агенција бараме било кое возило, било каде да е сместено во државата, доколку е сместено повеќе од 5 години, после 5 години да се бара негово брзо решение за да ги решиме исти овие проблеми кои што се спомнати во случајот. Инаку после прилогот на Инфокомпас, прилепчанецот Стеван Јосифовски денеска од ОЈО Скопје добил известување дека неговото барање со жалби се препраќа до ОЈО Прилеп на повторно разгледување, со што тој се надева дека конечно ќе добие правда и дека нема повеќе да исплаќа пари на Националното биро за осигурување.